Скопје живее во солитери, а под нив бомби со одложено палење. Запуштени подруми, заптрупани скали, празни хидранти. Секој заборавен кауч, ставен до електрична табла, ја брои секундата до вистинска катастрофа. Пожарникарите ќе пристигнат, но ќе успеат ли да поминат? Празни хидранти, празни изговори. Законот бара годишен сервис и јасна налепница. Во многу згради металната кутија е без црев. При оган, секоја изгубена секунда значи метар дополнителен пламен. Имаме блокирани евакуацијски скали. Скалилата се спас, а не се за складирање. Стар мебел, велосипеди, кеси со ѓубре ги претвараат во лавиринт. Казната е до 300 евра, но цената на животот е безценната. А подрумите се барутно буре. Наместо вентилација и чистота, имаме картони, растворувачи, неонски жици. Глобата достигнува до 700 евра по нашите закони, плюс налог за итно исчистување. Но подрумот е заедничка сопственост. Секој има право да пријави, а општината мора да реагира. И сега кој ќе одговара? Станарот што фрла отпад, заедницата што не гласа за сервис, управителот што молчи за инспекција или инспекторот што долцни со решение. Системот постои, не му недостатува дисциплина, а пожарникарите трошат драгоцени минути рачистувајќи го хаосот наместо да го гасат пламенот. Пожарот не избира адреса, туку негрижата. Одржувањето чини денари, а не одржувањето животи. Пред следната сирена, погледнете го хидрантот, исчистете ја надворешната скала, исчистете ги заедничките простори, проветрите го подрумот. Превенцијата не бара херојство, бара викенд и малку совест. А кога оганот ќе тропне, ќе бидеме подготвени или препуштени на среќа. Изборот е наш, тука и денес.